Сонцето од Кутлеш, символот на македонската држава, денеска ќе згасне од сите јавни места и објекти. Истекува рокот за кој власта се испазари со Грција, а кој значи откажување од еден цел период од македонската историја. Незамисливо е неоткинливиот дел од оваа историја, првото знаме на независна Македонија да стане црна дамка во нашето битие. Е ставот на историчарите. Професорката Јованка Кепеска за Алфа коментира дека оваа одредба е само дел од ударот за негирање на македонската историја. Апсолутно е удар на македонската историја. Тоа е едно од редицата потези, постапки кои што се очекуваат да се изнегира македонската историја. Знаете, тоа знаме е обележје особено на еден дел од македонската историја, од македонците, дел од народот кој што е во Грција, на кој не му се признати правата, и треба да ги, како да ги речам, да ги покриваме со црни плашти сонцињата од Куклеш во нашите сакрални обележја. Спред Преспанскиот договор, до денес владата треба да ги заврши обврските и символот од знамето на Вергина да биде тргнат, а на спомениците што упатуваат на тој период да бидат истакнати ознаки дека се дел од античката хеленска историја и цивилизација. Прашавме како ќе биде спроведена одредбата, дали ќе бидат отстранети споменици, но и дали граѓаните нема да смеат да веат знаме со сонцето. Обврските од договорот се имплементираат согласно договорот и предвидената динамика. Во целиот процес има комуникација и соработка со грчката страна. Обврските и трошоците поврзани со имплементацијата на договорот се натовар на надлежните јавни институции кои ги имплементираат предвидените активности. Преспанскиот договор создава обврска за државите и јавните институции на двете страни. Тие се задолжени за негова имплементација. Договорот не создава обврски за приватни лица и приватни ентитети, но државата и јавните институции ги охрабруваат и поттикнуваат приватните лица и приватните ентитети доследно да го почитуваат и применуваат договорот во пракса. Ова е одговорот кој го добивме од влада. Останува нејасно како сепак тие ќе ја спроведат одредбата и со споменикот воин на конј или спомен обележјето на Филип II Македонски на плоштадот Македонија. Дали освен спомениците, овие обележја ќе мора да се тргнат од фасадите на домовите, спортските сали, верски објекти, ќе се тргнат ли од сувенирите за домашните и странски туристи кои го имаат символот. На удар на членот 8 од договорот се и неколку општини кои на општинските знамиња и плоштади го имаат токму сонцето од Кутлеш.